Надлежните да признаат каде најмногу се шири болеста, а не во интерес на економијата да се зацкриваат зад напишани казни за неносење маски на улица. Бидејќи на отворено и со држење на дистанца вирусот не се шири. Дециден е професорот Никола Пановски. Тој вели оти неопходно е да се стави клуч на врата кај угостителските објекти и да се воспостави ред во јавниот превоз. Оти само така ќе се држи под контрола третиот коронабран. Па, сите мерки додека работат, ресторани, кафичи, фитнес клубови, коцкарници, обложувалници се депласирани. Значи, без разлика дали од 22 до 5. Добро е што не делува на економијата. Значи, се друго, казнување на луѓе по улица зашто не носеле маски, никаква врска тоа нема со ширење на епидемијата. Се знае кај се шири епидемијата. Рестораните барем по мене не треба да работат. Од економски причини работат, плаќаме тоа со болест и животи, а друго е што таму натрепа и не се почитуваат мерките, тоа што кажуваат дека имале контрола во кафаните, а надвор немале, затоа надвор се требало маска. Не би требало ни да го коментирам, бидејќи во кафичите секој ден гледате како стојат на оние коњопои на 30 сантима еден со друг без маски. Дека мерките не се доволни сведочат и граѓаните. Велат полициски час мора да има и преку ден, па дури и ограничено работно време за угостителите. Сепак, најголемиот проблем според нив е ниската свест кај населението за заштита од коронавирусот. Требало малку да има рестрикција и во дневното движење, не само во ноќните часови. Во ноќните часови претежно ние повозрастните сме дома, младите нормално се шетаат. Или до нас луѓето или мерките не се не се соодветни, не се на време, не се во термин кој што треба да бидат. Јас сум за рестрикции, но ако да секој гледа на телевизија економијата, се треба се одлучи дали луѓето или економијата. Многу луѓе идат и без маски и уопште не држат растојание. У продавниците, па немој над грбо да не се лепиш луѓето, нели има обележено сегде. Јас мислам највише во нас проблем. Дали и кога Комисијата за заразни болести ќе предложи нови мерки, засега не се знае. Од Министерството за здравство на ова прашање само кусони одговорија дека не е исклучена можноста за нови рестрикции, но тоа велат ке зависело од епидемиолошката состојба во земјата. А во меѓувреме болниците се полнат. 1040 пациенти со компликации од COVID-19 се лекуваат во ковид центрите, што е двојно повеќе од бројките на хоспитализирани од минатиот месец.